Во новиот мандат, доколку продолжи да не игнорира, Министерството за образование и наука сами со поддршка на граѓаните и родителите ќе најдеме начини ќе изградиме ново училиште сами фрашери. Истакна независниот кандидат за градоначалник на Куманово Максим Димитриевски. Тој нагласи дека со ова училиште повеќе нема политички да се манипулира. Дополни дека веќе јавното претпријатие Куманово план изработува идеен проект за изградба на училиштето, а дополнително бил изработен и детален урбанистички план. Една од можните локации е во поранешната касарна Христијан Тодоровски Карпош. По добивање на изборите во недела, заедно со новото мнозинство во Советот, кое што ќе го сочинуваат членовите на советничката група за наше Куманово, членовите на Алтернатива и Алијанса, ќе седнеме во соработка со представниците на родителите во училиштето и управните органи на училиштето, ќе продискутираме и ќе одлучиме каде ќе биде новата локација на училиштето, а дополнително ќе го доработиме овој проект целосно во градежен проект. Во буџетот за 2022 и 2023 година ќе предвидиме почетни средства за инвестиција и со сопствени средства општина Куманово ќе влезе во оваа инвестиција трајно да го реши овој проблем. Доколку ресорното министерство продолжи да не игнорира и да не дозволува да се дадат наменски средства во форма на капитални инвестиции, ние ќе побараме помоши од граѓаните и ако е потребно оваа училиште ќе го изградиме и со месен само допринос на сите граѓани, без разлика дали припаѓаат на етнички македонци, албанци, турци, роми, власи. Кумановци ќе работат сложно и единствено по концептот за наше Куманово, за да остваруваме поубави работни услови на сите наши ученици во нашиот град, следејќи го примерот со реконструкција на најголем дел од досегашните основни и средни училишта во нашиот град. Доколку сакате да уништите еден народ, тогаш треба да му го уништите образованието. Тој ги праша политичките опоненти зошто сите досегашни министри за образование и наука, исклучувајќи ја само Рената Треневска-Десковска, не издвоиле средства за изградба на ова училиште.